Во рамки на одбележувањето на 119 годишнината од Илинденското востание и 78 годишнината од одржувањето на првото заседание на АСНОМ, делегации од општина Кочани и од Сдруженијето на борците положија свежо цвеќе на споменикот на слободата, како и на спомен обележјата во паркот на револуцијата. Почит кон револуционерите од Илинденската епопеја беше оддадена на споменикот на председателот на Крушевската република Никола Карев, како и пред бистите на правоборците од Кочанскиот крај Љупчо Сантов и Раде Кратовче. Од Сдруженијето на борците ја истакнаа важноста на 2 август како значаен датум за македонската историја. Илинден е најголемиот празник за македонскиот народ. Со него фактички почнува нашата македонска историја. Денес го славиме Илинден, го славиме Илинденското востание и Крушевската република, го славиме Илинден асномски, кога во манастирот Прохорчински се удрени темелите на современата македонска држава и кога се донесени акти со кои се озаконува и нашиот македонски јазик и нашата државност, но во исто време ги чествуваме и нашите херои од Втората светска војна. Одбележувањето на годишнината од Илинденското востание и од АСНОМ годинава во Кочани беше нешто поскромно. Отсуствуваат дел од партиските делегации, но и представници од некои од јавните институции во општината. Чествувањето на празникот Илинден годинава во Кочани помина тивко, скромно, скоро незабележително. Ако се занемари фактот дека државното знаме беше истакнато само на неколку столбови на 1 до 2 улици во градот, тогаш повпечатлива сликата беше за состојбата во која споменикот на слободата го дочека овој Илинден. Празникот, што е гордост за македонскиот народ, за жал не беше достоинствено одбележан на еден од главните монументи на македонската револуционерна борба. Зараснат во трева, покриен со купишта пластични и искршени стаклени шишиња, преполни корпи за отпадоци што подолг период не били испразнети, приоди преполни со расфрлани и уништени мермени плочки, камења, остатоци од пакувања со храна и многу други додатоци. Дополнително, скинатата водоводна цевка или оштетената и украдена славина е причина за падната страна од споменикот да биде целосно под вода. Никој не води сметка дека се трошат големи количини вода, што на крај сепак ќе мора да ја платат граѓаните. Сето тоа во атмосферата што требаше да биде празнична, заедно со букетите свежо цвеќе што општинските делегации ги положија овде во име на Илинден, дава една надреална слика, што заслужува секаков, но не позитивен коментар. Необично е што празнувањето било сватено во буквалната смисла на зборот, па наместо подготовки за негово одбележување, како да била дадена пауза за сите и оние што требало да се погрижат, барем за 2 август, состојбата со руинираниот споменик малку да се среди. Само блага споредба со минатата и оваа година, токму по повод Илинден, е потврда за нашата неодговорност и негрижа, ако веќе не смее да се каже непочитување на големиот ден. За околу 1 месец следат уште 2 важни датума, 7 и 8 септември, денот на ослободувањето на Кочани и на независноста на државата. Веројатно до тогаш некој ќе се сети на споменикот и ќе го доведе во пристојно издание. По 43-ти пат во водите на Охридското езеро се одржа традиционалниот Илинденски пливачки маратон. Организатор на надпреварот беше пливачкиот клуб Охридски бранови, а под покровителство на општина Охрид. Надпреварувачите пливаа од плажата Горица до градското пристаниште во должина од 2,5 километри. На годинашнава манифестација пријавени беа 44 пливачи, од кои 29 во машка и 15 во женска конкуренција. Меѓу нив беше и кочанецот Вангел Тракалјанов. Тој како лице со физичка попреченост, со самиот факт што се пријавил за учество на маратонот, се смета за подвиг и храбар чин. Тракалјанов, кој скија, нурка, вози велосипед, скока со падобран, на маратонот во Охрид докажа дека и пливањето не е пречка за лицата со физичка попреченост, со пливачките спортови да се занимаваат и рекреативно, но и надпреварувачки. 38 годишниот Тракалјанов оцени дека на маратонот можел да постигне и подобар резултат. Оптимистички најави
дека за едната година ќе се подготвува подобро и ќе обезбеди поповолно време на поминување на патеката, при што се надева и на пласман меѓу најдобро пласираните. Одбележувањето на празникот Илинден во Кочани помина и со 2 повредени лица при истрел од пиштол и пушка, а за што имало и пријави до полициската станица. Во писменото известување од Министерството за внатрешни работи се наведува дека на 2 август околу 3 часот и 20 минути во одделението за внатрешни работи во Кочани било пријавено дека на хируршкото одделение во општата болница на укажување лекарска помош бил донесен 48 годишниот НБ од Кочани. Тој се здобил со прострелна рана на дланката, а за што изјавил дека била последица од самоповредување. Полициски службеници направиле увид на настанот и констатирале дека во местноста на Дабот кај селото Бели повредениот бил заедно со ДС, при што испукал со пиштол. Заради расчистување на случајот, НБ бил лишен од слобода, затоа што против него имало основано сомнение дека сторил кривично дело предизвикување општа опасност. Исто така против ДС постои основано сомнение дека сторил кривично дело недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи. По целосното документирање на случајот, од полицијата ќе биде поднесен соодветен поднесок. Исто така, на 2 август во 15 часот и 35 минути во полициската станица во Кочани било пријавено дека половина час предходно во семејна куќа во селото Мојанци, сопственост на Л.И., неговиот малолетен внук пронашол воздушна пушка. Пушката била во помошен објект, а кога ја однел во куќата ја ставил на маса во дневната соба. При тоа оружјето испукало и повредило друго малолетно лице. Екипата на соколарци го освои победничкиот пехар на фудбалскиот турнир, што во рамки на Илинденските спортски игри се одржа во Чешиново. Во борбата за првото место во финалето, соколарци ја совлаа противничката екипа на Академија Чешиново Облешево со 4:2. Финалниот надпревар од спортската манифестација што годинава се одржа по јубилеен 50-ти пат донесе низа возбудувања и резултатски пресврт. Но на крајот фудбалерите од соколарци заслужено се радуваа и славеа. Тие први дојдоа во водство, а до крајот на полувремето го зголемија на 2:0. Во вториот дел од надпреварот, тимот на Академија Чешиново Облешево од Теранци со ангажирана игра успеа да изедначи. На 10 минути пред крајот, кога публиката очекуваше дека победникот ќе биде решен со пенали, соколарци постигна уште 2 гола. Со тоа ги реши и сите дилеми. По завршувањето на финалниот надпревар беа прогласени неуспешните екипи и поединци. За најдобар фудбалер беше прогласен Марио Благоевски, а најдобар стрелец Марио Анастасовски. Пехари и парични награди им беа доделени на првопласираната и второпласираната екипа.